Американскиот потпредседател Џо Бајден изјави дека Украина не сме да пропушти уште една шанса за промени кон подобро. Зборувајќи во Националниот демократски институт во Вашингтон, потпредседателот Бајден потенцира дека украинците имаат уште шанса за подобра иднина. Овие луѓе храбро им се спротивставија на снайперските куршуми на студеното време, за да добијат шанса за фундаментално менување на нивната земја кон подобро. Изјави тој, додавајќи дека украинците пропуштија да го стораат тоа по отцепувањето од поранешниот Советски сојуз пред 25 години, но и по портокаловата револуција. Во догледно време тие ќе немаат други шанси, предупреди Бајден. Според него, насилната реакција против демократските институции од страна на автократите, како председателот на Русија Владимир Путин, ја зголеми корупцијата и ја отежна оваа важна задача за Украина. Бајден додаде дека Путин ја употребувал клептократијата и олигархијата како инструменти за меѓународна принуда. Украина е клептократија. Некои мислат дека тоа е навредливо да се каже, но тоа е реалност. И тие направија голем напредок, иако се уште има големи пречки, рече Бајден во говорот што го одржа откако украинските власти ги обвинија проруските сепаратисти дека го нарушиле вчерашниот ден на тишината, иницијатива на која се гледаше како на обид за да се зацврсти примирието договорено во почетокот на септември и да се трасира патот кон нова рунда мировни преговори меѓу двете страни. Примирието не се почитува, а спорадични борби во изминативе недели имало пред се околу меѓународниот аеродром во Донецк, град кој е под контрола на проруските сепаратисти. Украинските владини сили се борат со проруските сепаратисти на истокот на земјата од април годинава. Во овој конфликт досега загинале над 4300 луѓе. Украинската криза почна во ноември лани, кога тогашниот председател Виктор Јануковиќ ги откажа плановите за спогодба за поблиски односи со Европската унија во корист на потесни врски со Москва. Ова предизвика големи протести, пошто во февруари годинава Јануковиќ беше соборен од власт. Соединетите држави и Европската унија воведоа економски санкции против Русија по анексијата на Крим во март годинава и за поддршката на Москва за проруските сепаратисти на истокот на земјата. Русија го демантира тоа.